Состојбите со новинарството и со медиумите во земјава се на некој начин би рекле комплексни од повеќе причини. Зошто е тоа така? Видете, Македонија е мал пазар во кој што функционираат многу медиуми и голем дел од тие медиуми практично се борат секојдневно на пазарот за да можат да обстанат, да создадат подобар производ, за да функционираат онака како што треба, но тоа не секогаш е можно во еден пазар кој што не дозволува развој, сериозен развој на медиумската сфера. Тоа е еден проблем во кој што обстојува, кој што е наследен проблем, кој што проблем не е од денеска за утре, ниту може од денеска за утре да се реши. Но она што може да се каже е дека генерално состојбите во новинарството и во медиумите се и можат да се подобруваат уште повеќе од неколку аспекти. Денеска е малку друго време од претходно, во време кога и слободата на говорот и слободата на мислата беа сериозно нападнати. Сега нема таков директен притисок врз слободата на говорот, но има директен притисок од друга страна врз самите медиуми, врз новинарите од аспект на нивната финансиска независност. Нема вистинска независност без финансиска независност на медиумите. Оттаму сметам дека работите можат да се менуваат уште на подобро, меѓутоа мора да се направат системски решенија за да функционираат работите многу поквалитетно. Она што ние како ЗНМ можеме да го направиме или сме го направиле во изминатиот период се неколку клучни работи. Законот за намалување на казните за клевета и навреда, тој веќе помина во собранието, со што казните за новинарите се намалија за 5 пати. Значи, од тогашните драконски казни, кои што беа закана практично врз работата и пишувањето на новинарот од 2000 евра за новинар, 5-6 евра за уредник и уште 10.000 евра за медиумот, сега тие се намалени за 5 пати. Ова на некој начин ја ослободува малку, ја релаксира, да речам, атмосферата во тој дел, што не значи нормално дека новинарите треба да не се држат до професионалните стандарди, напротив, тоа е и нашата основна мисија. Вториот закон, што исто така на кој што ние работевме и кој што го искреиравме, е веќе поминат во прва фаза во собрание, што значи дека за најдоцна еден месец ќе помине целосно, а тоа е законот со кој нападите врз новинари ќе бидат сметани како напади врз службени лица и ќе се гонат по службена должност. Тоа ќе значи поголеми казни за нападјачите и нема да има веќе таква неказнивост како што порано имаше. А нападите, безбедноста на новинарите од секогаш влијаеле врз слободата на говорот, врз цензурата и самоцензурата, бидејќи тоа е еден притисок кој што постојано може да значи латентна опасност за секој новинар. Но не се само тие напади, тука се и онлайн заканите, онлайн нападите, сето тоа сега ќе биде регулирано на еден поинаков начин и на еден начин ќе донесе порелаксирана атмосфера и во тој поглед. Во однос на тоа што се случуваше на различни нивоа, на различни локации, би рекол, мислам дека состојбата, например, во Скопје и во локалните и регионални медиуми не е иста. И оттаму ние сметам дека во наредниот период треба да обратиме многу внимание и на тоа како го негуваме професионалното новинарство во дописништвата, односно во внатрешноста на државата, бидејќи темите од локално и регионално значење се теми кои што не секој ги работи, особено не новинарите во Скопје, а тие се од извонредно значење за луѓето што живеат тамо, се разбира и за новинарите. Меѓутоа, повторно ќе речем, се враќаме на економската состојба на медиумите, како една од болките на ова општество, што не дозволува креирање на квалитетни содржини или содржини што можат да донесат видлив напредок во новинарството. Инаку, имаме видлив напредок, генерално, на ниво на целата држава, во теми кои што значат истражување на корупција. Вие гледате дека медиумите, голем дел од медиумите, онлайн медиумите се бават со таков тип на стории, приказни и покажуваат едно високо ниво на професионалност во таа смисла. Значи, треба да ги негуваме
оние редакции кои што се занимаваат кои што професионално се занимаваат со напредно известување, аналитика, истражувања, додека за оние други сега постојат во онлайн простор, знаете дека постојат многу медиуми од најразличен карактер и тие никогаш не е лесно да се регулираат, меѓутоа во таа насока ние сме спремни со филата, со онлайн медиумите исто така да разговараме и да дебатираме за начинот како ова да се реши. Она што например не се направи во изминатиот период, што веројатно требаше, тоа се промените во составите на советите на Националниот сервис и на АВМУ, каде што поради политички игри, би рекол, не успеа да се дојде до консензус за да се направи еден тим од професионалци кои што навистина ќе помогнат во создавање и креирање на кредибилни институции во оваа сфера. Тоа е проблем и тоа е нешто на што ние сме инсистирале и повторно ќе инсистираме и во наредниот период, бидејќи иако има одреден напредок и поместувања во работата на, да речеме, на јавниот сервис, сепак постои многу простор за подобрување и за реформи во јавниот сервис. Тоа е една од нештата на кои што работиме, но законот не е единственото, увидувајќи дека тешко со политиката ќе се најде заеднички јазик за да се случат вакви промени. Ние самите, како Сдружение на новинари на Македонија, пред неколку дена подпишавме меморандум со уредниците на јавниот сервис, на македонската, албанската редакција, на редакцијата на останатите јазици, тоа е МТВ4, значи со три програмски сервиси практично, подпишавме меморандум со кој што ќе вршиме обуки 4 пати годишно за новинарите, снимателите и медиумските работници од јавниот сервис во надеж и во очекување да го подигнеме квалитетот и желбата за професионалност и работа на луѓето што работат таму. Тоа се извонредни професионалци, веќе имавме некој тип на такви обуки, а следната година ќе продолжат и понатаму. Она што ќе го работиме во однос на обуките и тренинзите, тоа ќе биде подигнато на многу повисоко ниво, значи ќе има 40 обуки годишно, говорам генерално за сите медиуми, за приватните медиуми, за онлайн медиумите, за печатените медиуми, за телевизиите, бидејќи тој тип на ангажман на луѓето, на создавање и креирање на солидарност, низ учење, тренинзи и обуки. Знаете, никој од нас не е роден научен, сите треба да учиме. И јас уште учам во новинарството, бидејќи се менува новинарството, се менуваат техниките, се менуваат условите за работа и мора да сме постојано во тек со времето, ако сакаме да креираме модерни, добри, квалитетни содржини. Значи, тоа го подигаме на многу квалитетно ниво. Еден од клучните работи што ќе направиме, која што е веќе во фаза на нацрт за предлог закон, тоа е формирање на фонд за медиумски продукти, со кој што ќе се обидеме да го подигнеме квалитетот на сите медиуми. Што тоа значи? Значи, низ тој фонд за квалитетни медиумски продукти ќе овозможиме новинари, групи новинари, сниматели, фоторепортери и самите медиуми да аплицираат за добивање пари за содржина. Од каде ќе се најдат тие пари, можеби ќе прашате. Видете, буџетот на државата, ние обично бегаме од пари од државата, затоа што не сакаме да направиме влијание на државата и со медиумите. Меѓутоа, тоа се пари на граѓаните. Ако пари на граѓаните се искористат за интерес на граѓаните, каква што е оваа наша идеја, тогаш мислам дека тука не би имало никаков проблем, особено што едно независно тело составено од медиумски професионалци, тоа би значило медиумски професионалци, здруженија, медиуми, групации на медиуми, новинари, бидат евалуатори на она што ќе доаѓа како квалитет за да овие проекти и овие пари стигнат на вистинските места. Нашата идеја не е со тие пари да се богатат собствениците и газдите, туку тие пари да дојдат директно кај новинарите, снимателите, оние што го креираат контентот, оние што ја креираат содржината. Ова е нешто за што мислам дека веќе постои општ консензус во медиумската заедница. Нема зошто некој да има против подигнување на квалитетот, а во исто време проследено со подигање на стандардот на новинарската фила и на новинарите и на медиумите. Така што тоа е една од работите
која што, да не речам прва, која што ќе се зафатиме да ја сработиме, уште во текот на првите 6 месеци од следниот мандат, и ја очекувам дека од септември Фондот за медиуми ќе почне да функционира. Од она што го правиме како идеја и нешто веќе го работиме, тоа е промена на правилникот на АВМУ за добивање концесии за националните телевизии, радија, за оние што зрачат или оперираат на централно ниво. Таму очекуваме дека мора да се донесе измена на правилникот со тоа што сите тие медиуми кои што оперираат на национално ниво ќе имаат предуслов за да добијат концесија да вработуваат минимум по 16 луѓе од внатрешноста на земјата. Значи во 8 плански региони низ Македонија да имаат своји дописништва со новинар и снимател најмалку, ако има потреба и повеќе. Но тоа е една од работите што мислиме дека е значајна и дека треба да се направи. Во однос на улогата на ЗНМ, секако ние очекуваме во наредниот период да добиеме уште повеќе членство. Сега расте членството, мислам дека во моментов никогаш не било побројно. Основавме секции на сниматели, секции на спортски новинари, секција на фоторепортери, секција на млади, секција на филмски критичари, новинари, филмски критичари. Значи, направивме нешто што досега или во минатото некогаш некаде постоело, сега обновивме или афирмиравме многу нови секции, ангажиравме многу нови луѓе и сето тоа ја го подига капацитетот на самата организација. Во таа насока мислам дека идниот период ќе биде извонредно добар за Сдруженијето на новинари на Македонија, бидејќи ќе успееме да создадеме еден пул на луѓе кои што ќе можат да работат, креираат, да бидат во постојана комуникација со новинарите, за да можеме да ги видиме потребите што на сите ни се неопходни и потребни. Ние не сме сезнајковци, ние не знаеме се, затоа ни е потребна активност на нашите членови, активноста на луѓето со кои што работиме, за да можеме да креираме нови идеи во целиот овој процес.